12 минути после 12 часот, кога го започнуваме третиот час од емисијата. Во денешното Плей кафе имаме и гости, веќе ви најавивме, затоа што секако веста на денот денеска е спортска и ќе биде така во следниве 5 дена. Од денеска до 16 август во Струга се одржува 48-то издание на Струшкиот ракометен турнир Струга 2020 на отвореното игралиште Горан Поповски Бабец. Тука заедно со нас е еден од организаторите, практично првиот човек на РК Струга и еден од организаторите на турнирот кој што годинава сосем оправдано го изгуби меѓународниот карактер. Наумче Мојсовски, ви благодарам што на неколку часа пред почетокот најдовте време да бидете тука да зборуваме за деталите. Најпрво еве можност да ги поздравите сите љубители на ракометот. Добар ден, поздрав до Плей Радио. Сега чест и задоволството се мои. Денеска ваш гостин. И сега поздрав до љубителите на спортот, ракометот. Овие 5 дена, како што кажавте, ќе биде центар во Македонија по ракомет. Така, ќе позборуваме за сето она што претходеше на самото одржување на турнирот во една нова нормалност. Сега функционира и спортот, затоа годинава за да нема никаков ризик и да има комплетна одговорност и заштита од COVID-19, нема да има странски екипи. Во две групи се пресметуваат спортски домашни екипи: Вардар, Охрид, Бутел, Еврофарм, Пелистер 2, потоа Струга, Металург, Прилеп и Еврофарм Пелистер играат на овој турнир. Како одеа преговорите, што е посилно, љубовта кон ракометот или потенцијалниот страф од COVID-19, иако вие ги почитувате и ги спроведувате сите протоколи? Па добро, припремите одеа потешко од вообичаеното. Знаеме, не задеси COVID пандемијата, не само нас, нели и на цела Европа, цел свет, така да ние се заложивме и сагавме овој турнир, нели 48 година јубилејна, ова традиционално, и се надевавме и сагавме да не прекине, да не згасне. Се заложивме овој турнир да опстои и ево гледаме дека опстои. Да, моментално не е меѓународен, заради знаеме кои причини, проблеми со граници, треба не дај Боже да не ни заглави некоја екипа по граници, за да не можеме да ги одглавиме, да кажам, и да играат на самиот турнир. Се заложивме да биде овој македонски турнир, наш турнир. Дојде најдоброто од Македонија, значи ги имаме Вардар како последен европски првак, имаме тука после пауза се враќаат на овој турнир. Да, ги имаме тука Металург, Пелистер, сите со амбиции за големи пласмани во Европа и кај нас. Така да се заложивме, али од другата страна ни нареди и ни наложија да овој турнир за жал се игра без публика. Публиката, која е многу битен фактор во самиот спорт и самиот ракомет. Тоа е еден голем минус за нас, кој, ајде да не кажем, ќе биде малце и театрално, али тоа е што е. Ние сакаме, како што кажав, да не згасне ова, нашето го направивме. Процедурите и проценките на кризните штабови во здравството беа тие, дека јас побарав, нели, на самите трибини собираат над 1500 гледачи, побарав барем 200-300 да има на самите трибини, али ни тоа не ни дозволија. Така да се надевам ќе помине во најдобар ред. Мислам дека ќе има и луѓе што ќе гледаат од надвор. Се надевам, пред се здравието е пред се на човекот, па другото ќе си дојде. Така, вие најдовте и начин, ќе има и лайв стрим, потоа МТВ3 ќе ги пренесува сите надпревари, така што љубителите на ракометот само таму нема да ја почувствуваат еуфоријата, но во секој случај ќе ги следат сите надпревари. Ајде, пред да преминеме на спортскиот дел, да позборуваме за свеченото отварање кој што ќе се случува денеска. Од секогаш сте биле организацијски на многу високо ниво, кој се ќе присуствува? Па добро, сега, значи оваа година скративме баш буквално се, од самите нели протоколи, како е влегување на екипите до мерење на температура, до дезинфекција, веќе се направени со заложба на Ракометната федерација да сите екипи кои учествуваат на самиот турнир да се тестирани од COVID-19, сите се негативни. Така, веќе и почнаа да објавуваат едни по едни. Да, веќе се објавуваат, да. Така да самото отворање ќе биде во скратена, ајде да кажам, верзија. Значи, нема да биде она класично излегување на сите екипи на терен со представување. Да, ќе биде излегување на терен, само
девојче кој ќе ги представува екипите и самиот капитен на самата екипа. Така да не се групираме, да нема групирање на самиот терен, ќе биде некоја најава мала точка, само отварање химната и мислам дека не треба многу да се должи, пошто секако Спортот е во фокусот. Спортот е во фокусот, турнирот е за играчите, за самите екипи, така да им даваме нив повеќе фокус овој пат. Така, Има да кажа на терен. Ајде да позборуваме за вашите очекувања на постигнување на резултати на РК Струга на овој турнир, со оглед на тоа дека се сретнуваат со домашни екипи. Вие секако сите многу добро ги познавате РК Струга најдобро затоа што сте и претседател на клубот. Колку сте задоволни од она што го имаше РК Струга минатата сезона и што очекуваат играчите и вие за овој турнир? Добро, значи пред минатата кога го преземав клубот, направивме една добра солидна екипа која значеше нешто во нашата лига. После втората година имавме еден пат кој што немаше помош од домашните фирми, не сакаше никој да дојде во сусрет да помогне во самиот клуб и малце тоа го спуштивме на друго ниво. Оваа година се враќаме на она првата година, земавме доста квалитетни играчи. Така, имате 5 засилувања. Да, доста добри играчи земавме. Искрено да ви кажам, мене како претседател, а и тоа разговарав со тренерот, не треба да ни е фокус сега моменталниот турнир. Зошто? Зашто малце покасно почнавме, не дај Боже, најважно од се да нема повреди и нели, да нема здравјето пред се. Нашиот фокус ќе биде здравје Боже ако се оди во ред со здравјето на самите играчи во цела лига, првенството. Имаме време до тоа да се спремиме, кога што малце покасно почнавме со самите припреми, и тоа им го сугерира вчера и на тренерот и на самите играчи. Нас не ни е фокус никаков резултат на овој турнир, нас не е фокус да видиме до каде сме, уште колку треба да се спремаме, да видиме дали ни фали некој играч на некоја си позиција, да се докомплетираме. И се надевам дека имаме доволно надпревари тука да видиме кој што како. Мислам дека ако треба да се нешто коригира, ќе се коригира и се надевам дека ќе вратиме Струга кај што вие сака Стружани, но на оснато квалитетно место во горниот дел на табелата која ќе се бори за здравје Боже за Европа. Сметате ли дека во овој период со оглед на тоа дека знаете како се одвиваат работите во РК Струга во последно време, сте тука отколку председателствувате со клубот, може ли да се изгради име како вашето? Струга секогаш имал потенцијал, ја гледаме. Денеска последно, например, бев на самиот терен, да видам до кај организацијата, што како имаше тренинг Еврофарм, Пелистер, да не кажем има 7-8 стружани тука. Така да во сите екипи во цела наша држава, цела наша Македонија има доста стружани. Така да за мене било и ќе остане Струга како извор и носител на квалитетни, добри играчи во нашава држава и секако со самото продолжување Струга ако продолжи на тој квалитет како што заслужува, Струга секогаш ќе вади добри играчи и секогаш ќе има некој си Наумче Мојсовски, некој Велко Марковски, Ационовски и многу други. Така, вие го направивте своето во смисла на тоа дека го дадовте мотивот затоа што кога едно такво име што се изградило ќе се врати во Струга, значи дека им кажува на своите ракометари јас сум тука за вас, па верувам дека тоа име и главниот мотив за да продолжат. Секако дека е тоа, значи од самото тоа кога веќе Костевски замина прошлата година во Загреб, Кузмановски замина во Пелистер годинава. Така да со самото тоа по еден до 20 играчи годишно кои одат во квалитетни екипи, квалитетни кај што имаат квалитетни надпреварувања, самото тоа покажува дека Струга е, ајде да кажам, на прав пат и заслужува да биде погледната од баш од цела спортска јавност и да се даде важност, пошто Струга, како што кажав, е бисер на ракометот. Не дека сум јас од тука, али во моето, од која нашата држава е самостојна, до ден денес Стружани доминирале во самата репрезентација, не само во него и во сите репрезентации. Така да мислам треба да им се даде малце важност и да се респектираат струшките деца кои секако заслужуваат тоа и да им се даде шанса. Да, со помогнати од квалитетни странци кои ќе ги научат на нашите деца како треба, што треба и ќе го покажат правиот пат. После тоа е нивно, така како што кажав, значи истото им го реков и на Кузмановски, на
на Костески, дека не треба тие да одат по лоши лиги. Така. Треба да направат добри трансфери, треба да направат трансфер во Загреб како што се деси, треба да направат цели. Ево сега добри мотиви имаат и нашиве екипи, значи Пелистер, Вардар, гледате дека се посветуваат на наши квалитетни играчи. Така да има пазар, има за нив место, само квалитетна работа, а другото ќе си дојде. Така, сосема за крај кажете ми, како искусен ракометар ве прашувам, кој ќе ја понесе титулата годинава според вас? Кој ќе биде победник на Добро, турнир? Неблагодарно е малку. Неблагодарно е, уште е во фаза на припреми. Здравје Боже, кој колку се спрема, колку порано тргнал, мислам дека Вардар најрано тргна од сите екипи, така да све зависи од моменталната форма. Секако дека Вардар како последен европски првак ја има таа титула за мене. Гледам спортски аспект, али не е ништо помалце и ни Еврофарм, ни Пели и ни Металург. Гледаме дека направија добри екипи. Значи оваа година како што ќе биде изначена лигата, мислам дека уназад многу години нема да биде, не било така да се надевам дека ќе гледаме и ќе гледате сите еден убав турнир кој ќе биде до крај неизвестен. Така, многу ви благодарам за гостувањето. Во секој случај не можеме да ги поканиме гледачите заради тоа што ќе може да го следат тоа само преку лайвстрим и на МТВ3. Ви посакувам успешен ракометен турнир, се продолжи традицијата покрај се, но важно е дека се сите кои што доаѓаат сигурни, тестирани и негативни. Здрави, да. Благодарам на поканата и секако нека гледаат и нека слушаат преку вашето радио. Така, ние продолжуваме понатаму со одлична музика. Останете со нас, Плей Кафе трае до 14.